Наплатниот пункт на Евана во Кочани е претесен да ги собере сите граѓани кои со часови чекаат ред да си ги платат сметките за потрошена електрична енергија. Турканици и гужви се создава уште од зори, пред да се отвори шалтерот, за подоцна да се направи револт и напнатост, посебно помеѓу старите лица, кои здравствено не се во можност да чекаат со часови за да платат сметка. И покрај воведувањето електронско наплаќање и други поволности, проблемот не е надминат, туку се добива впечаток дека е уште поголем. Граѓаните што ги затекнавме пред шалтерот на Евана ни се пожалија дека за плаќање една сметка чекаат повеќе од 2 часа, што за нив значи изгубено време и нерви. Образложението од нивна страна зошто сакаат тука да платат, а не во било која банка, е тоа што банката им зема провизија и за доцнето ги ажурира платените сметки. Во саата има и 3 кои чекаме. А оти не плаќате во друга банка, можеби? Тука ли мора да плаќате? Па касно ги изгледа на сметката не ги пуштат и камата ни па оде директно тука која е поубава, одма те раздужа тука. Во саата. Секогаш вака чекате? Секој ден си исто. Па чекаме веќе сати и пол време. Премногу, али мораме што да правиме. Да идеме у банка, земат ни провизија, плюс тоа не ги префрлат моментално парите и ни тече камата и дупло плаќаме. И само да и тоа се ствара гужбата тука. 3 сата, 4 чекам, колку? Ама ово чекање не превише. Тоа не е добро. Не е добро, треба да има две жени. А луѓето се изгубиле поверение да плаќат преко други пошти, банки, не знам што каде едно. Ама две жени треба да работат тука, бе. Порано 2 работеа тука. Сега една работи, таму 2 работи, една работи. Зошто тоа? А гледај колку луѓе има. Од Евана Македонија појаснуваа дека одамна се воведени многу поволности за плаќање, кои граѓаните не ги искористуваат, а тоа се плаќање во други банки, но без земање провизија како што мислат граѓаните. Покрај стандардниот начин плаќањето на шалтерите на Евана Македонија, креиравме и други начини на плаќање. Тоа е во сите банки и во сите пошти, онаму кај што се најблиску до корисниците, да може да се плати сметката за потрошена електрична енергија, без при тоа корисниците да платат провизија. Значи провизијата ја плаќа Евана Македонија, а корисниците не плаќаат ништо. Тие плаќаат само сумата која е наведена како потрошена електрична енергија. Освен во комерцијална банка која самостојно одлучи да наплаќа провизија за оние наши корисници кои пак немаат сметки во банката. Оние други корисници наши кои имаат сметки во комерцијална банка и натаму ги плаќаат сметките без провизија. Оние пак кои користат компјутер, сметките можат да ги платат и од дома, со логирање на страната на Евана, отворање на своја корисничка сметка и ќе се има преглед на сите платени и неплатени сметки. Плаќањето може да се изврши и преку картичка. Пензионерите кои не работат на компјутер и ако плаќањето го извршиле преку банка, да не се плашат дека ќе задоцни уплатата, додава Ковачевски. И да немаат никаков страх дека нема да се раскнижи веднаш плаќањето. Тоа беше во минатото, последните години системите за наплата на Евана Македонија и системите на банките се унифицирани или едноставно се усогласени. Како се плаќа сметката, веднаш во Евана Македонија има сигнал дека е платена, што нема потреба корисникот да се плаши дека можеби ќе задоцни уплатат и дека може да биде исклучен. Во случај ако се плати после 12 часот во денот, уплатата во Евана Македонија стигнува другиот ден веќе наутро. Во тој период, ако случајно дојде екипа која треба да исклучи, корисникот има сметката во себе, може слободно да ја покаже и без проблем ќе биде оставен, нема да биде исклучен од системот за снабдување со електрична енергија. Ковачевски додава дека во случај да не станува збор за плаќање, туку ако граѓанинот има потреба од било каква информација од Евана, тоа може да го стори со јавување на бројот на Евана Македонија 0895 осмици, каде што може да ги добие сите информации кои му се потребни или на мејл info@evana.mk.